Општините ќе добијат втора тура пари за капитални проекти после ребалансот на буџетот. Во моментов трае евалуацијата, а планирано е да се финансираат скоро 900 проекти. На двата повика се поднесени речиси 1200 проекти во вредност од околу 20 милиарди денари, односно за граѓаните ова значи нови градинки, училишта, спортски терени, патишта, канализации. Министерот за локална самоуправа Златко Перински е задоволен од динамиката со која се реализираат проектите од првиот повик. Останува да се завршат уште оние за кои морало да се повторува изборот на изведувач. Многу е соодветна динамиката, секако имавме предизвици за тоа што кога го завршивме првиот јавен повик, влеговме во една дебела зима и не можеше да се изведуваат градежни активности, еве како се подобрија временските услови, навистина реализацијата, имплементацијата на проектите се гледа на терен. За вториот јавен повик очекувањата ни се уште поголеми затоа што добивме 3 пати повеќе проекти, 887 проекти ќе се финансираат од вториот јавен повик. Покрај вложувањето во инфраструктурата се работи на унапредување на услугите кои им се потребни на граѓаните, како и решавање на предизвиците со кои се соочуваат општинските администрации при имплементација на програмите. Ова се прави со проекти поддржани од Европската унија. Клучен е процесот на дигитализација. Планот е до 2026 година минимум 25 услуги да бидат достапни електронски за граѓаните. Треба да се работи на квалитетни кадровски решенија и унапредување на администрацијата. Она што го согледавме во изминатата нецела година е дека имаме услуги кои што се дигитализирани, а кои што не се идентични помеѓу општините. Тоа значи дека една општина испорачува една дигитална услуга, друга општина испорачува друга дигитална услуга. Анкетираме локални самоуправи за да дефинираме кои се тие минимум 25 услуги кои што се најсоодветни за сите единици на локална самоуправа од една страна, од друга страна па гледаме дали истите 25 услуги ќе можат да бидат дигитализирани од институциите кои што се на централно ниво за да се постигне онаа интероперабилност која што ја збориме. Инаку средствата од вториот повик ќе бидат распределени преку ресорните министерства. Парите од Унгарија, Македонија ги доби под половни услови, а покрај за општините 250 милиони евра се вбризгуваат во приватниот сектор за нови инвестиции. Со ова се поттикнува инвестициски циклус врз кој што се темели проекцијата за забрзан